Нов ценовен шок ги очекува граѓаните наредниот период. За повеќе од 50% ќе поскапат сите прехранбени производи, алармира стопанството. Покачување ќе има на се, на лебот, на млекото, на маслото за јадење, јајцата, брашното, на овошјето и зеленчукот. Бизнисот досега неколку пати барал државна помош за облажување на ударот, но барем досега одговор од никаде нема. Стопанствениците се жалат дека храната досега поскапела за повеќе од 15%, иако не ја исклучуваат можноста некои производи да поскапат и до 100%, што директно ќе удри врз грбот на народот. Се очекува поскапување на крајните производи да биде од 40 до 50%, а тука секако треба да се додаде и новата цена на енергенсите. Суровините на мелничарите драстично поскапеа. Се најавува веќе некое време и поскапување на левот. Се наметнува потребата од интервенција на државата во делот на субвенции, но да има крајен ефект. Крајно време е за една итна средба, и тоа со заменик премиерот во владата задолжен за економски прашања, и тоа во проширен состав. Сериозно поскапување најавуваат и од месната индустрија. Очекуваат поскапување на месото за дополнителни 40%. Вела дека помош за ублажување на ударот побарали и во Министерството за финансии, но оттаму ги одбиле сите барања. Покачувањето на цените конкретно за месните преработки ќе биде од 5 до 10, можеби и 15%, колку што е покачувањето реално на глобалните светски пазари. Но може да биде до крајот на годината и до 30-40% поскапо, ако државата и владата продолжи да го игнорира, да ја игнорира поддршката за месните индустрии. Причина за раст на цените се климатските промени, намаленото земјоделско производство, недоволната работна сила, скапиот транспорт и скапите енергенси. Ако продолжи бранот поскапување, можно е Македонија да остане без домашно производство на храна, алармираат бизнисмените. И тоа ќе биде дополнителен удар за сите дејности. Колку за илустрација, во цела Европа во пандемија се намали личната потрошувачка, а само во Македонија расте. И наместо да им се помогне, сериозно им се нанесуваат дополнителни главоболки на граѓаните, кои не знаат како ќе го истуркаат овој катастрофален период.